Доста турбулентна сезона е позади Вардар. Почнавте одлично, имавте пат негде во средина на сезоната, промена на тренер и на крај двојна круна. Еве твој коментар за овие неколку месеци од кога е Девис тука. Искрено денес пред утакмица тоа го размислов, тоа што го кажавте вие. Стварно е на турбулентна сезона со многу успони, многу падови. Меѓутоа на крај може да се радуваме на тоа што ни беше цел. Пласман осми на финале на Лига на шампионите. Можевме подобро, меѓутоа целата предсезона што ја поставивме, остваривме. Двојната круна е повторно кај нас и мислам дека треба да бидеме задоволни од оваа сезона. Почнавме добро, меѓутоа после тој почеток имавме еден, можам да кажам, доста голем пат, каде што загубивме од Еврофарм 2 во гости, што не сме тоа да се дозволи во иднина. Игравме едно 7 или 8 кола, ако не се лажам, без победа во Лига на шампионите и мислам не сме тоа да не се случи, меѓутоа покрај тие падови повторно се кренавме и еве на крај покажавме дека сме фаворити за титула на папир и тоа на терен го покажавме и титулата кај нас. Ако треба нешто да издвоиш или она што ќе ти остане во сеќавање од оваа сезона, некој надпревар или момент? Па искрено да ви кажам, и лошите моменти некогаш се добри, меѓутоа добрите се памтат секогаш. Така да би издвоил сите победи против Еврофарм, тие победи во Лига на шампионите пред домашна публика, каде што стварно е прекрасно да се игра тука. Купот што го игравме таму, каде што после долг период се врати публиката и се играше едно такво дерби со многу пресврти, ние водевме па они, така да тие моменти за оваа сезона ќе бидат издвоени. Втора сезона во Вардар, меѓутоа можеби најдобра во твојата кариера според мене. Како ти го оценуваше овој период изминат? Па добро, треба да бидам задоволен покрај кризата од неколку години што имав и све тоа што се случува со мене и со, да кажам, на некој начин ајде со кариерата. Јас бев тука, меѓутоа таа самодоверба и тие утакмици што не ги играв ми достасуваа. Сега се врати све во нормала и све како што треба со добри утакмици, со добри игри, со постигнување на голови, онака како што ми доликува и онака како што треба да бидам. Остануваш уште една сезона во Вардар? Треба да останам тука, тоа е најдобро за мене. И стварно од моја страна немаше да биде ни фер, меѓутоа се чувствувам добро тука покрај две сезони стварно. И публика е добро, и во клубот сум приватен добро, и од страна на претседателот, и од страна на сите тренери што беа тука, така да најпаметна одлука во моментов е да останам во Вардар и да го носам дресот во Вардар. Веќе речиси комплетиран тимот за следната сезона, а може ли Чекор погоре да иде Вардар? Па зошто да не? Мислам дека веќе дојдоа работите на место според мене и треба да продолжиме во ист ритам и следна сезона. Сега ни останува да се одмориме, да собериме енергија. Знаеме дека и следната сезона ќе биде тешка, ќе има повеќе утакмици, домашно првенство, ќе има проширена лига. Не знам како ќе биде статусот со сека лигата, така да не очекува пак тешка сезона и во Лига на шампионите, меѓутоа со добри припреми на почетокот и со заедништво мислам дека Вардар може да покаже тоа што треба да го покаже.